Добар ден. Карантинот и другите мерки за физичко дистанцирање воведени низ целиот свет во обидо да се запре пандемијата на COVID-19 ги смени нашите животи, донесувајќи ни ограничување на активностите што некогаш беа наши секојдневни слободи и ни создаваат нови социјални норми. Но секогаш има луѓе кои не играат според правилата. Кршењето на правилата не е нешто ново, но научниците велат дека оваа појава се влошува во тековната пандемија на коронавирусот. Културните, демографските и психолошките фактори можат да ги направат непослушните да изгледаат посебични и поопасни. Еве еден пример кога на состанок во Палм Бич на Флорида една жена жестоко се спротистави на носењето маски на лице. Where do you derive the authority to regulate human breathing? I ask you this because this is very important. You all are playing doctors, and you're not. And God gave us the very breath that we are to breathe. I would also like to know, where do you get the authority to reduce my oxygen? Студијата, предводена од Александар Чудик, аналитичар во Банката на Федерални резерви, покажа дека доброволното прифаќање на рестриктивните мерки е помалку ефикасно од оние што се санкционирани од владите. Прито е заклучено дека прифаќањето на мерките варира во некои земји во зависност од политичките ставови и медиумите што ги користат поединците. Клучен фактор е индивидуализмот, вели Джейн Ван Бовел, вореден професор по психологија на Универзитетот во Њујорк. Individualism versus collectivism. Some countries, especially like the United States and the UK and Canada, tend to be higher on individualism, which is about expressing your sense of identity and who you are as an individual. Луѓето во индивидуалистичката култура, како што вели Бовел, имаат тенденција да ги отфрлаат правилата и да ги игнорираат обидите на здравствените власти. Во колективистичките култури, сепак, луѓето веројатно ќе го прават она што е најдобро за групата. Countries, especially in East Asia is a good example, that are collectivistic, people are more likely to do what other people are doing to try to fit in and do what's best for the group. И други работи исто така имаат влијание врз однесувањето на луѓето. Например, во општества со поголема политичка поделеност, луѓето имаат помала доверба во советите од едната или другата страна. Исто така, во овие земји има тенденција да се формираат про и антикампови. Но зошто физичкото дистанцирање е толку тешко за повеќето од нас? Our bodies and brains are designed for connection, and the pandemic, in many ways, goes against our instincts to connect. Ова е делумно и поради тоа што локални епидемии може да се појават во барови и ноќни клубови или на верски церемонии, свадби и забави. Many of our habits and behaviors are deeply ingrained in us because we've been doing them since we were small kids, and they're automatic reactions that lead us to engage with people in certain ways. Луѓето се спротиставуваат бидејќи се случува премногу брзо за нив, наведува Бавел, во врска со тешкиот предизвик да се постигне масовно прифаќање на новите политики, иако се знае дека е навистина важно да се прават некои работи за време на пандемија, како на пример да се носи заштитна маска. So that's what we're trying to do, is change something that normally we would change over years and do it in the matter of days or weeks. Неодамнешните истражувања покажаа дека сето ова сугерира оти ефектите од пандемијата одат многу подалеку од непосредните здравствени проблеми, што доведува до еден вид нова нормалност која веројатно ќе обликува како општествата ќе излезат од пандемијата. Толку во ова издание на темата на неделата, во која говоревме за тоа зошто различно се однесуваме во време на пандемија и како тоа се одразува врз нашето секојдневие. Довидување.